Уште едно успешно издание на четвртата улична трка која се одржа во Делчево. Како организатори, како сте задоволни од целиот процес на трката, како помина? Па да, заврши четвртата улична трка во Делчево, значи јас сум задоволен од истата, значи голем број учесници, како дечиња, така и возрастни. Се надевам дека до година ќе имаме се поголем број и тоа е и нашата цел, да ги заразиме со спортувањето, со трчањето, како младите, така и повозрастните. Кој ви се помогна околу организацијата? За организацијата, значи, како највиновен се разбира Рефрама, Сдруженијето од Швајцарија, тука е општината Делчево со господин градоначелник Горан Трајковски, нашето сдружение е Драмас, спонзорите кои се позади нас на банерот, значи, им благодариме на сите, се надеваме дека до година повторно ќе не поддржат, за да овој настан на вистина прерасте во една голема традиција и се поголем број на учесници. Иницијативата покажува резултати после четвртата година, како што кажавте тука и пред сите, се поголем интересот и на повозрастната популација. Што ќе кажеме после оваа успешна трка? Да, и оваа година, значи, како и другите години, гледам дека делчевчани сака да дојдат овдека, ја продолжуваат традицијата на трчање, продолжуваат исто со едно темпо кој што им одговора на ним, значи си наметнува својот темпо, ја сватија пораката што сакаме да ја пренесеме во почетокот, значи ова е сега четврта година и мислам мојот впечаток е дека навистина делчевчани ја исполнија и ја реализира пораката која што беше пренесена уште пред 4 години. Значи луѓето се овдека, видовме има од различни возрасти, млади, постари до крајот на ова и се надевам дека и во другите години така и ќе продолжи. Дел од победниците рековте, учесниците ќе идат и годинава на Женева? Да, па тоа е ни целата исто, например, за да можеме да врската помеѓу Делчево и Швајцарија, Женева например сега, и Швајцарија воопшто земено, да можеме да ја продолжиме и така планираме сега и оваа година да поканиме една група на луѓе кои што ќе дојдат во Женева или во другите места во Швајцарија. Ќе видиме сега на кое е место. Мислам дека би било постара категорија, бидејќи имавме еднаш како помлада, сега постара категорија, за да можат луѓе за да видат и тамо која е организацијата и како ќе може да ги пренесат искуството овдека после во Делчево. Благодарам.